Светското првенство почнува за неколку дена, а по видејата за бетинг стратегии и за Dark Horse репрезентација, односно потенцијални изненадувања, време е за најважното прашање. Кој ќе стане светски шампион? Дечки, ако го следите светското првенство и ако ви се свиѓаат вакви видеа, следете ни и ставите subscribe на YouTube каналот Кладење.мк. Според мене, постојат три репрезентации кои што во моментов се извојуваат пред останатите. Шпанија. Шпанија е фаворит според бугмекерите. Коефициентот за да ја освоја титулата е околу 5,50 и ја целосно се сложувам со нив. Шпанија во последните 2 години покажа дека има све што му треба на еден светски шампион. Млада генерација предводена од Ламил Јамал, Педри, Гави, Нико Вилијамс, но и доволно искуство во тимот. Оно што највеќе ми се допаѓа кај Шпанија е тоа што имаат јасен идентитет. Секој знае што игра во оваа репрезентација. Имаат секогаш контрола врз надпреварот, имаат страшно добар среден ред и играчи кои можат да решат надпревар со еден потек. За мене, Шпанија е еден од главните фаворити за титулата, иако никогаш не сум навевал за Шпанија. Португалија, можеби најкомпетентниот состав на турнирот. Коефициентот за да освоја титулата е 10, или подобро кажано, Португалија е 6ти фаворит за освојување на светското првенство. Тука имаме различно мислење со бугмекерите. Без разлика дали ова ќе биде последно светско првенство на Кристијано Роналдо, Португалија има страшно длабок состав. Бернардо Силва, Бруно Фернандеш, Рафаел Леао, Витиња, Жоао Невеш, Рубен Диаш. Наречи си секоја позиција имаат играч од највисоко светско ниво. Португалија долго време имаше талент, ама немаше баланс. Сега има и талент и баланс. Франција. Не можеме да зборуваме за фаворити без Франција. Франција според бугмекерите е втор фаворит со коефициент за освојување на титулата 6. Можеби немаат толку добри резултати како во периодот од 2018 до 2022, но и понатаму играчки имаат најголем квалитет. Кога во тимот ги имате Мбапе, Дембеле, Камавинга, Цуамени, Олисе и уште десетици врвни фудбалери, секогаш се кандидат за титула. Франција знае како да игра на големи турнири. И тоа е нешто што не може да се измери со статистика. Веднаш за нив, ако треба да изберам уште 3 репрезентации, би биле следниве. Англија секогаш има квалитет. Прашање е дали конечно ќе успее да го претвори тој квалитет во титула. Аргентина. Актуелниот светски шампион секогаш заслужува почит. Прашање е дали Аргентина може уште еднаш да стигне до врвот, особено ако ова биде последниот голем турнир за Лионел Меси. Бразил. Никогаш не сме да се отпише Бразил. И кога не изгледаат совршено, има доволно индивидуален квалитет да стигна до самиот крај. Значи, ако денеска треба да изберам која репрезентација ќе го освои светското првенство, тоа би било последниот редослед. Шпанија, а веднаш за неа се Португалија и Франција. Но на светското првенство секогаш има изненадување. Затоа, пишете во коментар кој според вас ќе го освои светското првенство.